Каменната рака да си сигурна, време кона лента ни поминува. Не ти треба злато, ти си златник, пълни чанти, само диаманти, диаманти, само диаманти. Имам ексклузив денеска на промоцијата на Диаманти, најновиот сингл или соработката на Два Бона и Сладкар. Како сте, дечки? Екстра. Сладкар, да го прашам, како се чувствуваш ти? Јас се чувствувам многу среќања. Сега со песна. Не, баше фино, баше супер и еве сме доени сме малце да къснеме, да се набиеме. Да слушаме добра музика. И да се видиме. Како е да се соработува со млади артисти? Најако. Зошто од сите? Како е да возиш BMW, Ферари? Јако. Брзо! Тоа е целата ствар. Види, не можеш ти да очекуваш. Вчера баш имав некое прашање, брат, зошто си снимил песна со Два Бона? Јас тоа ќе те прашам, како од сите артисти со нив? Дека се најбољи. Многу нормално, јас сам... Што се разликуваат од останативе на Базаров? Мислам дека тоа се некои... вкусови се вкусови, али најмеродавна ствар што може да одреди еден артист е цифрата. Цифрата Два Бона? Цифрата на гледаност и цифрата на наплата. Немаш буквално ни една друга страна да ја гледаш, ја гледам мене дали ми се свиѓа или не. Битно е тоа што им... Сликата што ги бара. Да, и тоа треба да се поддржи, и тоа треба да го поддржат сите луѓе што не се навикнати на овој нов рап. А знаат што е добра црна музика и ова е баш класичен свој. Се надевам дека многу ќе ви се свиѓа Диаманти, Два Бона in the motherfucking house. With me. Имам една мана, земама не знам да дадам. Диаманти, за тебе оган ја влагам. Само момент, боли ме, гаси ме сме, се уред, имам за после и пред, само момент, срце во ми чуга ко бам-бам, мала во банда, има црн тен ко Уганда, забелата танга е иста ко панда. Растафарај, секогаш хај, само газ дај. Сите мои фетиши ги знае, јас сум добра причина за утре да се кае. Прекини, да ми се лутиш ти стално. Чекај сега да ги прашам нив како е да работите вие со Сладкар. Па, можам да кажам дека е најболje со Марко и со Urban Records, дефинитивно. Пред се сме многу блиски и се сакаме и тешки професионалци сме поред него. Сега тебе ќе те прашам за песната. Како одлучивте Диаманти дека ќе добие првен екранизирана верзија и дека таа ќе ја направите заедно со Сладкар? Па, песната е на Марко, ние му гостуваме у песната Диаманти. Тоа е пред се негов проект, он не покани. Нормално. И како си задоволен од соработката? Најболje што може. Ќе видите у 19 часот на YouTube. Диаманти ќе изгрми најако. Ајде ве прашам сега за снимањето. Јас видов нешто. Ние си имаме наши инсайдерски информации и видов спотот ми се допаѓа. Чива беше идејата тоа така да изгледа? Па види, тамо нема некоја посебна идеја, углавно е тоа една фина, убава трап, љубовна песна што има крими прича. И мислам дека е едно фино видео што треба луѓето да го погледнат на YouTube, чујат на iTunes и Spotify и све што е ова кај што се плаќа. Вас да ве прашам, кој одбра девојката во спотот? Не знам. Ја не. Тони? Ја не. И сега кој одбра девојката во спотот, бидејќи е многу згодна и убава? Томче. Сакам да те прашам, бидејќи тие си ваши ексклузивци, што е следно што може да видиме од нив и што е следно што може да видиме од тебе? Тоа што би ветил јас, ама посебно они, тоа е нова работа, нови дела.
poviše dela pomalce zborovi, da ne kažem šoke se dešava, mislim neka oni se klasična fabrika. Ако Слаткар има права дека следната година или оваа година е веќе ваша, како вие ќе му се одолжите? Ќе си прославиме на наш начин. Вие сметате дека ова е ваша година? Да кажам само дека се спрема песна со Елена Китич, што најверојатно ќе искочи при крај на март или почеток на април, да не кажеме сад тачен датум. Дека ќе биде многу добро, многу јако. Пунгас на булевар, фул хауса клубот наш, да зборам за неа сум гад, се купам со неа умак. Каменото някъде си сигурна, време ко на лента ни поминува. Не ти треба злато, ти си златник, пълни чанти, само диаманти, диаманти.